Вруток од идеи за маскирање, но која е најдобра за да се реализира? Ова е најголемата дилема на струмичките карневалџии додека одберат како ќе изгледа нивната маска. Дилемата не го одминала нито одделението на наставничката Билјана Гунова, која годинава предложила да се маскираат во машини за перење алишта. Нашата маска се вика еко машини, односно танцувачки машини за перење. Идејата беше моја овој пат. Децата прво малку не им се бендиса на почетокот, меѓутоа сега им е доста креативна и заедно со помош со сите родители, сите деца ја изработивме оваа маска и мислам дека ќе биде број 1 оваа година на детскиот карнавал. Се спремаме можеби веќе 2 месеца, бидејќи цела маска е рачна изработка, децата морат да научат и кореографија, исто така пробите со маските и мислам околу 2 месеца чинеше оваа маска. Децата се сложуваат дека идејата им била необична, но само додека не почнале да работат. Сега се залюбени во своите рачно изработени костими. Се подготвуваме повеќе време, околу 2 месеца и на почетокот не ни изгледаше баш интересно, но сега да. Да. Ние 2 месеца се подготвуваме за нашата интересна маска. Многу ни беше нашата маска интересна. На почетокот на нас не беше многу смешна, но откако ги направија маските сите, многу ни се допаднаа на нас. Како и во другите карневалски групи, и ова одделение го поддржуваат родителите и поширокото семејство на децата. Младата уметница Јана Мицева има брат кој учи во одделението на Гунова. Така и таа стана дел од карневалската екипа. Секоја година учествувам во припремите на карневалската маска на наставничката Билјана Гунова и секоја година се повеќе ме изненадуваат со различни идеи и овој пат навистина сум воодушевена од нивната идеја. Јас помогам во изработката на панелот за нивната маска. Еко машините за перење ќе дефилираат во недела на детскиот карневал.